Јас сум Катарина Дода и се занимавам со изработка на филигрански накид. Филигранството е една од најстарите техники за изработка на накид во светот. Се изработува од благородни метали, најчесто од сребро. Филигранството е традиционален македонски занает. Мојата приказна започна пред 15 години, кога се одлучив да се запишам на курсот за изработка на филигрански накид. Инспирација најчесто црпам од природата. На и самата наша македонска традиција е богата со изработка на занечиски производи, кои што ми се инспирација за креирање на филигрански накид. Мавровските топчиња ми се најомилениот дел од филигранскиот накид, кои што се дел од традиционалната народна носија од галичкиот крај. Целиот процес за изработка на филигрански накид се изработува рачно, почнувајќи од едно парче сребро. Јас во случајот имам сребро во форма на ленти, кои се ставаат во огноотпорно лонче и кое што се топи во претходно загреана печка. Како се загрева среброто, преоѓа од цврста во течна состојба и повремено се меша за да се стопи изедначено. Откако ќе се стопи, се излева во калап, во кој претходно се става специјално масло и кога повторно ќе добие цврста форма, се вади од калапот. Потоа се извлекува жица. Сите мои идеи ги цртам, ги запишувам на лист хартија, но сепак конечниот дизајн се реализира во оној момент кога ќе ја земам жицата во раце, кога ќе ги земам пинцетите во раце и во зависност од чувствата кои што ги имам во моментот. Самата изработка на филигрански накид е всушност составување на ситни делови кои што претходно се изработуваат од сребрена жица. Филигранството е многу тежок занает за изработка, бидејќи бара многу трпение. Се работи со ситни делови кои што едно по едно се составуваат и најважно во целиот процес е љубовта. Љубовта кон филигранството, таа ви дава трпение, истрајност, сила, за да можете да направите едно филигранско парче накид. Кога требаше да се одлучам што ќе работам низ животот, од секогаш си велев или тоа ќе биде златара или ќе биде слаткара. И двата занаети целосно рачно се изработуваат и имаат уметничка вредност. Сепак го одбрав филигранството, затоа што како производ останува трајно и може да се носи со генерации. Убавината на филигранот зависи од чувствата кои што ги имате во себе. Јас лично изработувам накид само тогаш кога имам убави позитивни чувства и тие чувства ги преточувам во филигранот и тоа луѓето го гледаат и го препознаваат. Низ годините кои што работам, освен што се представувам во Македонија, се представувам и на разни фестивали за заштита на стари занаети на секаде низ светот. Огромно задоволство ми е што сум дел од тие манифестации на кои што се представуваме некогаш и по 60 земји од целиот свет и уште поголемо задоволство ми е што посетителите го препознаваат македонскиот филигран. Бидејќи целиот процес рачно се изработува, секоја парче филигрански накид е уникатно и е приказна сама за себе. Самите фестивали се со награден карактер и многу големо задоволство ми е што ја препознале таа македонска традиција и уметност и на многу мина од нив сум била и наградена за најдобро дизајниран и изработен накид. Филигранството е занает кој што за жал е во изумирање, но благодарејќи на овие фестивали кои што се организираат насекаде низ светот, старите занаети живеат и понатака и се мотив и инспирација за повеќе млади луѓе да се вклучат во занаечиството.
Мислам дека направив одличен избор што се одлучив за филигранскиот занает да ми биде животна професија, бидејќи ми нуди неограничени можности да се искажам себе си како уметник и целата моја љубов да ја преточам во накид, што е предпознатлив насекаде низ светот.